Сонја Хернандес и нејзиниот сопруг побегнале од Куба за да го избегнат прогонот поради спротивставување на политичкиот режим. Отишле во Русија, па во Белорусија, а оттаму пешки влегле во Литванија, земја членка на Европската унија. Хуманитарна група им помогнала да добијат судски документи со кои им се дозволило да останат во Литванија, доволно долго за да побараат азил, но кога тие поднеле барање за азил, вели Хернандес, властите веднаш ги депортирале во Белорусија. Y cuando pedimos ayuda o el asilo, Кога побаравме помош од граничните власти за азил, тие ни рекоа дека тоа не е дозволено и од Литванија не дава политички азил, дека мораме да се вратиме во комунизмот и дека треба да бидеме задоволни со Фидел и Путин. Таа вели дека тие потоа поминале недели во шумата на границата со Белорусија, обидувајќи се да се вратат во Литванија. Покажува слики од последици од замрзнување што ги претрпела во тоа време. Така наречените одбивања кога барателите на азил и мигрантите се физички отстранети од една земја и им се одбива шансата да побарат азил, генерално се сметаат за нелегални според меѓународното право. Оваа година и Литванија и соседна Латвија ги легализираа премините, како што велат во обид да се ублажи безбедносната закана од Белорусија, која е руски сојузник. Непрофитните организации велат дека некои баратели на азил ги загубиле животите во литванската шума откако биле одбиени. Сиенос Груп, иницијатива која им помага на мигрантите, направила споменици за она што инаку би биле необележани гробови на мигрантите и барателите на азил кои починале во Литванија. Откако ќе се одбијат, многу мигранти, можеби повеќето, се обидуваат повторно да влезат во Литванија низ шумата. Два смртни случаи се потврдени на граница, а еден од нив бил државјанин на Шри-Ланка. Знаеме дека бил во Вилнус, повеќе пати бил вратен назад, но успеал да стигне до Вилнус. Тој бил вратен и депортиран од Вилнус, а подоцна било пронајдено неговото тело. Сиенос Груп исто така организира состаноци за мигранти и баратели на азил во Вилнус. Групите за права изразија загриженост дека одбивањата често се насилни и загрозуваат животи. Тие велат дека некои ново пристигнати се чуваат во центри кои не им дозволуваат да заминат, што е де факто притвор, што исто така е спротивно на правото на Европската унија. Судот на Европската унија вели дека законите го спречуваат пристапот до меѓународни заштити, а Уставниот суд на Литванија ги прогласи за неуставни. These positions do pressure. Овие позиции вршат притисок врз актуелната влада да направи промени. Литванија сега ќе размисли за усвојување на некои закони кои ја ублажуваат сегашната позиција. Така, например, де факто притворот може да изгледа поинаку во иднина. Литванските служби за заштита на државната граница не одговорија на барањето на гласот на Америка за коментар за ситуацијата. Сонја Хернандес вели дека и недостасува родната земја, но оти никогаш не може да се врати поради прогонот што го претрпела. porque esta gente me lo han quitado todo. Ни зедоа се. По неколку месеци обиди, Хернандес успешно побарала азил во Литванија откако била спасена од шумата од страна на хуманитарната група. Други немале таква среќа.